Почитувани, добре дојдовте во денешниот разговор визави во амбиентот на Europe House. Разговараме за уметноста со ликовниот уметник и училишен ликовен педагог, господинот Панче Ѓорѓиев, а се наоѓаме токму овде во амбиентов каде што се изложени неговите дела од неговата последна изложба, отворена пред неколку денови. Господине Ѓорѓиев, добар ден, драго ми е што имаме можност да поразговараме за уметноста, за вашето творештво. Добар ден и благодарам ја што ми возможивте да направиме емисија со телевизија ВИС и да ги кажам своите импресии од изложбата. Так, изложбата, како што споменав, е отворена пред неколку денови, имаше посетители и се уште може да ја посетат, да ги видат овие прекрасни дела, богати со бои. Колку ви е важно вам тој контакт со публиката, да можат да дојдат, да го визуелно допрат во живо тоа ваше дело, вашата имагинација која што е тоа е многу важно, контакт со луѓето, бидејќи ние лекарство е за луѓето да го видат нешто. Ако е затворено тоа дома, си седи или си стои, луѓето не може да видат и ти самиот не може да се инспирираш понатака да работиш и така многу ми беше важно и ми беше многу мило што имаше доста публика, посетители кои на тој начин јас се охрабрувам и стално мислам на нови дела, се инспирирам да творам. Ова е 11-та, како што спомнавте, ваша изложба. Има ли некој временски период на колку години се случува да изложувате и дали тоа е според инспирацијата што го имате или имате некаков термин, да речеме, секои 2-3 години би сакал да правам изложба? Не, мислам, малку имав подолг период пауза заради одредни причини, или дома со некои други причини и имав насобрано доста енергија што како ликовен уметник или некој друг уметник, друга уметност морав да ја искажам некаде. Чувствував баш тоа, разговарав со Коста Милков од Скопје, Метаноја, и таму ми беше поголема изложба, 24 слики, и така се договоривме. Почнав летото, имав други планови, нешто сакав да се одморам, бидејќи навистина дома како со постари родители, имав проблеми и енергијата морав да ја ослободам, и тој медиум, бидејќи сум уметник, ми беше најблиско и најдобро. И така летото интензивно работев, цело лето. Направив можеби околу 30 дела. Таму во Скопје изложив Метаноја 24 ликовни дела, што поминав доста добро. Посебно благодарност до Метаноја и организатор Коста Милков и Нада Милкова, кои можеби јас единствено луѓе што истрекјавам кои се залагат за уметност и имате подруг пристап, европски да кажеме. За разлика од други галерии сум изложил многу, но едноставно се изложи и толку и се завршува. Колку е важна таа поддршка од луѓето, од организациите, од институциите, приватните галерии како на Метаноја кои што сакаат да подадат рака? Колку вам како уметник ви е тоа важно? Тоа е доста, на мене ми е многу важно. Јас сум навистина многу благодарен. Камо да има повеќе такви галеристи кои ја ценат и ја сакат уметноста и сакат луѓето да изложат, им нудат шанса на помлади, на повозрасни, на различни. А од други институции малку де конкурираш, па те примат, не те примат, па нели да знаеме на друг начин и јас не сум конкурирал, туку директно разговарам и така. Одлично. Велите дека имавте некој творечки наплив во период од колку од година дена ги создавте овие дела или можеби и пократко? Да, не, за една година беа создадени тие сите, бидејќи реков тие емоции и чувства кои беа во мене набиени, барав простор да се канализират, бидејќи знам дека е тешко тоа да стои во себе, да го чуваш. И морав, почнав на платно, собрав материјали, почнав да барам некои спонзори. Метаноја имав двојца спонзори, Колит Колешино и Заплас од Муртино. Јас сум благодарен на нив за поддршката што ми ја дадоа и другото беше сето јас самиот како уметник. За жал кај нас малку тоа е тешко. И беше така многу важно да се Многу е искажам. важно да се има и средства за да се твори, затоа што ова не е едноставно, нели, си бара своји ресурси кои што мора да се вложат за да се создаде делото и да биде вака во завршна форма. За жал уметноста, ликовната уметност бара ресурси и материјали. Тоа е реалност. Ако немаш
Сега да не наброим колко сте и бои, и рамки, и след това как ще гледат свои рамени, са италиански рамки и други. Това много чини. И аз нормално си вложих много свои средства, ама не ми е криво за това. Аз не правя изговор дека ќе вратам пари, туку тоа сакав да го направам. Така. Велите дека сте задоволен од изложбата во Скопје. Колку време беше поставена поставката и каков беше контактот со тамошната публика? Беа ли заинтересирани? Кои беа нивните прашања до вас? Како поминавте? Да, Скопје беше 18-12 месеци, траеше повеќе од планираното. До 31-1 требаше, но јас се јавував на организаторот кога да тргнеме, Панче не брзи, има време и таа можеби траеше до може 2 месеца, да, не знам точно колку. И тамошната публика има доста добар пристап, сум задоволен многу, бидејќи Скопје сепак е центарот. Ми дојдоа доста посетители, имаше заинтересирани луѓе кои прашуваа за сликите. Хвала Богу и продадов доста, мислам, слики кои беа нели поскромни цени, но сепак си вратив некои средства. И ми остана уште таму имаш 4 слики. Галеристот сака да отвара и галерија приватна, да има и тоа е доста добро и мислам добро поминав, сум задоволен. Пред се до одзивот од сликите што ги гледаа, беа луѓето импресионирани. Ако беа искрени, мислам дека доста сум напреднал и доста јак впечаток оставили на нив. Така. Кој е вашиот творечки простор? Дали творите само во вашето ателие или ви се случува да ги земете четките, платното и некаде на отворено? Каде ви е најсилна инспирацијата? Најсилно јас творам повеќе во ателие и тоа ноќе. Почнувам ноќе па завршам до сабајле. Знаете дека сум вработен во образование, после брзам на работа, но тоа е уметноста така. Значи ноќе творам во своето ателие. Инспирацијата ги црпам од секојдневниот живот, не правам скици, не правам фотографии, туку ги носам во својата меморија, во глава. Сите тие моменти кои се случуваат, за жал и добри и лоши, ги перцепирам и правам слики. Можеби тоа е потежок начин, но јас на тој начин работам и ставам многу боја на сликите. Со шпакла, со четка, инспирацијата директно ја творам, значи без да имам некои скици или некои... Тоа што го носам во меморијата, во главата, тоа што сум го видел, доживеал, импресија, чувства, емоции. Внесувам се, мислам многу искрено го внесувам се тоа што го чувствувам и го гледам, правам слика. И мислам блиска до луѓето, со тоа можеби се задоволни. Така. Ако се вратиме наназад низ годините, каде ја откривте во себе таа творечка енергија? Кога свативте дека имате талент за да пресоздадете дел од реалноста и да ја создадете во уметност? Па мислам уште во основното образование, ќе сетам мојот наставник Мануш, презиме се заборавив како се викаше, од Сачево беше потеклото, тој стално ме извадуваше пред сите деца да ги покажам своите дела, што тогаш се покажаше мојот талент за уметност и ме насочуваше наставникот да цртам. Исто така и си подпевнав, луѓето вика или ќе биде пејач или ќе биде уметник, а исто и за спорт бев доста талентиран, но од тие три ми одеа најмногу. И уметност и спорт. И кога отидов да запишам уметничко, мислев ако не е уметничко, ќе одам музика да пробам. А најмногу сакав спорт. Имавте ли поддршка од семејството? Како реагираа со оглед дека или во едно друго време било, кога можеби уметноста не била толку експонирана, не толку присутна? Како реагираа блиските, дали ве поддржуваа? Па мислам дека ме поддржува, сега моите веќе не се меѓу живите, но не ми праваа проблеми. Во Скопје тоа знаеме како во тоа време да си во Скопје. Треба финанси, ние сме од земјоделски крај, малку беше потешко, но моите родители, благодарам, финансира и вложува во мене. И така започнав со средно уметничко, факултет семија со уметност. Целото образование сум со уметност. Така. Како почнуваат твоите дела? Велиш дека сликите ги носиш во себе, но дури дојде таа инспирација. Што е тоа што те покренува? Некоја боја, некоја мисла, некаква намера да пренесеш порака? Што е тоа што знае да го зачне делото уште кога во тебе се готви? Па да, бојата може да, значи инспирација, не време, бура, нешто што ми остава впечаток. Може уметници да ги забележуваат подобро некои работи од другите. Мислам дека е така. Ги гледат луѓето тоа што не го гледат другите. Може би го гледат површински, ние ги забележаме и небото кој е многу сино и зелено и црвено.
тоа на мене остава впечаток и ме инспирира да творам. Една е тази слика, што ја гледате, зелената слика. Инспирацијата ми беше стално седејќи дома од скалите, ја гледав, таму има стара круша и небото и ми дојде идејата да ја нацртам. Излегов надвор ноќта и многу брзо ја направив, бидејќи таа веќе е била многу соживеана и созреана во мене подолго време. Дури и на Ване Косторано стално му ја расправав. Таа вика ти е готова, само да земеш и навистина така излезе многу брзо. Веќе имаше формирано во себе, внатре во тебе. Се вели дека пандемијата кај многу уметници даде творечки импулс затоа што тие и дополнително беа изолирани. Знаеме дека и вие споменувате дека уметникот се затвора во ателието и сам работи, но како кај вас влијаеше целиот овој процес кој што траеше прилично долго? Дали бевте отворени за творештво дополнително или можеби ви се создаде некаква блокада? Пандемијата искрено не ми влијаше баш најдобро. Мислам, не ја чувствував баш најдобро, но тоа беше факт дека мора да бидеш затворен. Мислам, вие бевте оддалечени од учениците ваши? Да, оддалечени од учениците, немавме контакт и тоа малку представуваше проблем. Пандемијата не ми беше инспирација, како што реков, други работи ми беа инспирацијата за да направам изложба, да ја ослободам енергијата што имам во себе. За време на пандемијата не сликав, не. Чувствував некако, не ми беше баш пријатно. Затворени, маски, се тоа ми беше, но тоа беше реалност, мораше да постои, не постоеше. Спомнуваме дека работите со ученици, а од друга страна, постојано кога се крати во образовните програми, се кратат најчесто часовите за спорт, за уметност. Да. Дали тоа според вас им штети на учениците? Колку е важна уметноста за развојот на детската личност? Па, јас мислам дека е многу важно. Тоа навистина штета на нашето општество. Не знам како ги разбират тие работи. Штета да деца да не се развијат. Не знаем, за европските држави уметноста е на прво место. Не само ликов, нели, сите други уметности. Ги носат децата галерии да гледат, да се учат на лице место. Кај нас, за жал, ликовно стално ги скратуваат часовите и многу малку време е да објаснеме, да почнат деца да творат, а има талентирани деца кои имат тој жар, но кои ќе кажат на родители да им кажат дека е твоето дете талентирано, пак луѓето се одвраќаат, уметник не сакам да го правам или уметничка. За жал тоа е така. Се случува, сте имале например контактни за вашето искуство да контактирате со родители? Да, деца кои се навистина талентирани, дури им било жал, родителите едно друго ги насочуват. Ги викам да разговарам, да им кажам дека се талентирани, да ги запишеме. Уметничка школа, јас сум спремен стално да вежбам деца. Имам повеќе генерации деца запишени во Скопје, кај, нели, во средно уметничко и таму беше строго, професор вика, што си дојден, тие што беа мои професори, викам да запишам деца, вика, не смеам да се дружам со тебе, само што ти си ги вежбал, сигурно се примени. Викам, благодарам и така беше навистина. Има доста генерации деца кои имат завршено средно уметничко, кои јас лично ми им помогнат. И дали тоа вам ви причинува гордост, задоволство кога дел од вашето искуство, од вашата љубов пренесувате и кон новите генерации? Нормално, да, тоа ми е голема чест и задоволство ми е да пренесеш нешто што го знаеш и децата да некој можеби ќе продолжи понатака да го работи. Сликарството се смета за уметност која што многу лесно се поврзува. За неа не се бариери јазичните, нели, пречки кои што често пати знаат да бидат на пример за книжевноста. Секој може да ја разбере. Што ви причинува, на пример, тоа што една слика може да зборува сама за себе во која и галерија на светот да се наоѓа? На кој начин сметате дека уметноста може да комуницира со човекот? Па да, уметноста сама за себе таа комуницира. Кој ќе дојде гледачот да ја гледа, тој веќе комуницира со неа. И секој се ствара своја перцепција. И дали е полесен патот можеби на сликарите отколку на писателите? Што мислите вие? Па мислам дека е полесен, бидејќи посетителот сам комуницира со сликата и он си ја толкува, он како си ја замислува и како ја чувствува. Ја гледа, можеби ќе прочита насловот, можеби не му значи ништо, но тој гледа тука, вика небо гледам, тоа гледам, можеби сосема друга слика ќе биде од мен, од авторот. Но и тоа е убавината на сликата, так, различното толкување. Да, за разлика како вас, не, писателите, малку е подруго.
Да. Јазична бариера, тоа е проблем. Треба некој да преведува и тоа е навистина проблем. Спомнавте неколку пати дека комуницирате со уметници од овде. Колку е важно да се има, да живее тој разговор, споделените искуства со колегите и дали постои ли поддршка помеѓу уметниците во овој град? Важно е да имаш комуникација со блиски луѓе, кои се исто така од иста професија, уметници, да разговараш, не да ти кажат така треба да направиш, туку да разменеш мислење, тоа е, мислам, за мене многу важно. Јас комуницирам, Ване Костанов ми е внук, ја спомнам Пијаманов и други уметници, ги викам кога правам ново дело, јас кога они кога прават одам кај нив и разговараме, се пофалуваме еден со друг или се кажуваме нешто ако треба да се коригира, ама не значи дека мора уметникот да го прифати тоа, но само да се каже мислење и нека да се прифаќа некој мислење, мислење дека навистина е така. Викам, да, јас не патам од тоа, викам други уметници да видиме заедно и за ова изложба и за претходната. Ќе успомнам повторно Ваня, Пијамано ги викав да кажат своја мисла. Од некој пат може да премногу да одеме и да ја расипаме сликата. Так. Сега, нели, како посозряне, гледаш дека делото е навистина, зраче е многу убаво и ако ставиш уште потези, ќе се расипе тоа. И затоа застануваш и викаш и други колеги, лично да разговараме, они викаат и браво, гениално. Ви се случило ли тоа да ја поминете мерката на некоја Да, ми се слика? случило како помлад уметник и спомна Филиев, Кончелиев. Станував, јас рано одавме на ново колонија и јас веќе сликам, они викаат, многу убаво дело. Направено, остави го, јас станувам порано од нив и почнувам повторно да сликам и они се фаќаат за глава. Што си направил? Значи, тоа не е искуство. Тоа чувство се изострува најверојатно низ годините, низ сликањето. Со текот на годините се изострува каде треба да застанеш. Тоа е можеби најтешкото. Да застанеш, да сликата изгледа едноставно, ствари е тогаш е најдобра. Ама тоа е едноставно, не доаѓа толку лесно. Тоа е со време поминато, нели, искуства. Знаеме дека наједноставното изгледа најдобро, но тешко тоа се постигна. Треба доста време, искуство, поминат период на сликање и така. Ни спомнавте колониите еве за еден за окружување на овој разговор, колку вам ви значат? И дали сметате дека е потребно уметниците многу почесто да патуваат, да имаат контакти со уметностите на уметниците од различни места, за можеби дополнително да се инспирираат и да вложуваат во себе на тој начин? Па на времето мислам имам оден на многу колонии, дали не бројам, сега последно време не сум викан никаде. Имам многу колонии одбиено заради одредени причини дома, и в Хрватска сум викан и у Бугарија, у Србија. Може би не е бил добар чекорот, но така заради родители и други проблеми. Иначе корисни, ама сега многу и не им представува проблеми ако нема викат на колонија. Мислам дека веќе тоа малку и за ситоа, нели? Иначе корисно е да се дружиш со други луѓе, други уметници, сознаваш тие што работат, ти покажаш твое творештво, они се запознаваат со тебе. Во секој случај е корисно, но се помалку има колонии и се помалку екзистира бидејќи немат финансија. Така. Што работите во моментов? Дали можеби сте инспирирани за нов циклус на слики или сега ви е потребен простор на мирување малку? Мислам сега ми треба малку мирување, јас стално размислам за слики, но нели Коста како што рече следната во Муртино, тоа нели во Муртино не може да се реализира, тешко. Може би да има простор, но би размислил и за други изложби. Сега јас сум таков како карактер кој ќе почнам малку и не застанувам, може би тоа ми е некоја слаба страна или јака страна, не знам како. Кој ќе почнам и така ја идејата кој почнувам да сликам и сликам до сабаље, ќе легнам па сликата повторно прогонувам, може би кај вас случува писатели тоа. Повторно се враќам, одам да спијам, не ми дава мир, неко повторно се враќам, тоа дори терет ти носи. И дори кој се нафанеш е тешко да сликаш, не е баш толку едноставно, носи тоа и терет, мора да ја ослободиш целата енергија, се да си дојде на своје место и тогаш да си задоволен. Така. Ти благодарам многу за овој разговор. Се надевам дека не многу во иднина, туку малку поблиску ќе имаме можност во една нова поставка, во друг амбиент да зборуваме за следната твоја изложба. Благодарам и на вас за поканата, за убавиот разговор што го направивме, за вашата телевизија ВИС и ви благодарам за се. Благодарам.